Почитувани, добар ден! Гледате вести на Канал 8. Топлото време може да биде причина за труење со храна и појава на цревни заболувања. Затоа лекарите излегоа со совети и предупредувања до граѓаните за соодветна подготовка и обработка на продуктите што се користат во исхраната. Зголемена е можноста за појава на труење со храна и од цревни заразни заболувања што е условено со високите дневни температури. Затоа треба задолжително да се мијат земеделско-градинарските производи, односно зеленчукот и овошјето пред нивната употреба. Храната треба термички да се приготвува и нејзиното консумирање да биде во многу краток период по приготвувањето. Такви се советите од лекарите, особено од специјалистите инфектолози, според кои токму во овој период е вообичаено да расте бројот на случаи со цревни и заразни заболувања. Оттаму и препораките како граѓаните да се однесуваат на високите дневни температури. Основна препорака за граѓаните е да не излегуваат на сонце, да се излагаат на директна сончева светлина во периодот после 10 часот наутро и до вечерните часови до 19 часот и во случај да имат неопходна причина за излегување, носење на светла облека, како и заштита со соодветни капа и наочари. Редовно хидрирање, редовно примање на терапијата, за да се избегнат компликации во смисол на покочување на тензија, во смисол на хидрирањето во смисол на колабирање или паѓање на тензијата. Според доктор Личкова, засега на инфективното одделение при клиничката болница во Штип нема зголемен број пациенти кои се пожалиле на цревни инфекции. Скоро сите случаи се третираат амбулантски, а потоа се пуштаат и на домашна терапија. Лекарите препорачуваат граѓаните да избегнуваат да консумираат производи што не се термички обработени. Внимателно да се употребуваат сладоледите и разни кремови што се подготвуваат во домашни услови или пак во занечиски дуќани. Стечајните работници го привршија обновувањето на евиденцијата во членството на Сдруженијето УНИТ. Сега очекуваат владата конечно да ги прифати измените во законските прописи со кои ќе се реши нивниот статус. Стечајните работници од целата држава, а меѓу нив и кочанскиот огранок на Сдруженијето УНИТ, го завршија обновувањето на евиденцијата за членство, откако поминаа повеќе години во исчекување да се реши нивниот статус. Велат дека тоа бил еден од условите за да можат до надлежните во Министерството за труд и социјална политика да потврдат за колкав број стечени работници станува збор. Се надеваат дека со прифаќање на нивните предлози и донесување соодветно законско решение, конечно ќе заврши нивната мака и наместо да се собираат по улиците, дека ќе ја добијат заслужената поддршка од државата. Од Сдруженијето УНИТ потврдуваат дека сите ограновци го завршиле комплетирањето на евиденцијата и според досегашните разговори во ресорното министерство имало расположение нивниот проблем конечно да се реши. Следбаше имаме со министерката, договориме се предлог закон е тај да фирмите што се биле у државна собственост, што се приватизирале, во моментот на работникот кој се приватизира фирмата да има 15 години непрекин стаж. Тие ќе ги опфанеме. Другите збирен стаж не доаѓа обзир. И стажот кој има 15 години во книжката заведен, а у пензиското има 14 и тоа ќе се признава. До сега што две теми што договориме испаѓано у сустрети и прифаќани предлозите и сега мислиме натака ќе немаме проблеми за да се реши статусот на во Сдруженијето. Но и општо на сите стечајци. Според последната евиденција, огранокот на Сдруженијето УНИТ во Кочани имаше над 200 членови. Во меѓувреме, дел од членството се намалило поради тоа што некои од стечајците на друг начин ја обезбедиле својата екзистенција или пак починале. Тие сметаат дека со новото законско решение реално треба да бидат опфатени работниците кои не по своја вина останале на улица затоа што фирмите во кои некогаш работеле отишле во стечај или пак биле ликвидирани. Се надеваат во правичност и почитување на законските прописи, со што конечно ќе престане нивната голгота, односно ќе го повртат достоинството што го заслужуваат како честни граѓани на општеството. Дел од вработените во зона Трико од Виница поднесоа тужби против компанијата за неисплатените плати. На пресконференцијата што ја одржаа по тој повод беше речено дека очекуваат државните институции да реагираат со соодветни мерки, а работниците во виничката фабрика да ги добијат платите.
Ниту неколкуте протести на вработените пред фабриката Зона Трико во Виница, ниту јавните барања од раководството на компанијата да им ги исплати за останатите плати не дадоа резултат. Тоа што на нивните сметки за повеќе месеци работење легнале по 1 денар на име плата, го сметаат за несериозен однос кон честно завршената работа. Чекањето позитивен одговор од менаџерскиот тим не им помогнало да се реши проблемот, поради што поголем дел од работниците се одлучиле да поднесат тужби до фабриката во која работеле. Од Сдруженијето на текстилни и кожарски работници гласно, кое им даде целосна подршка, потврдија оти работниците своите права ќе ги бараат по законски пат. 130 тужби имат поднесено работниците, дел од работниците немат поднесено, затоа што овие тужби кои што се добиени од страна на работниците не се наплатливи во моментот и чекат со извршителски решенија за наплата. Ветувањата на сопственикот кој што ги даде за последен пат, кој што беше средбата која што беше одржана тука во Штип, вети дека во септември месец ќе почне да ги отплаќа платите на работниците. Работниците бараат да им се исплатат 8 плати што им ги должи фабриката Зона Трико, при што сметаат дека единствено решение за да ги остварат правата е преку судовите со поднесување тужби. Тие скоро 2 години стрпливо чекале и се надевале оти ќе ги добијат платите за околу 8 месеци колку што работеле минатата година. Досега неколку пати излегуваа на протести, затоа што на трансакциските сметки им били исплатени нето плата по 1 денар и тоа само за 4 месеци. Во меѓувреме започнало исплаќањето на придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Последниот целосен надоместок работниците во Зона Трико од Виница го примиле лани во јануари, а во септември истата година им било кажано да не доаѓаат повеќе на работа. Основното училиште Никола Карев од Кочани заедно со Основното училиште Крсте Мисирков од Оризари го објавија тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во предстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е да се потрошат 20.000 евра. Основното училиште Никола Карев од Кочани склучи договор за групна набавка со Основното училиште Крсте Мисирков од Оризари, со кое заеднички треба да ја изберат фирмата за бесплатен превоз на учениците за предстојната учебна година. Јавниот повик за избор на давател на услугата е веќе објавен и трае до 9 август. Според пресметките за трошоци по ученик се планира за бесплатниот превоз основните училишта да потрошат околу 1.230.000 денари без давачките за данок на додадена вредност. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за околу 110 ученици кои ќе патуваат од Грдовци, од Чифлик и од Тракање до Кочани и обратно, како и од Прибачево до Оризари и обратно. Релациите на кои ќе се превезуваат учениците се групирани во 4 линии. Според техничката спецификација во тендерската постапка, секое училиште ќе достави список со број, време и релации на учениците, за да може да се организира времето и постојките на поаѓање и заминување на превозното средство, со оглед што додека трае спроведувањето на постапката не е прецизиран бројот на ученици што фактички ќе се запишат во двете основни училишта. Носителот на набавката за секој дел посебно или групно задолжително ќе треба да одговори на секоја потреба на ученикот за тој да може редовно да ја следи наставата. Исто така, понудувачот може да ангажира подизведувачи и во тој случај ќе мора да наведе податоци за делот од договорот на кој ќе им ја преотстапи услугата. Плаќањето за извршената услуга за превоз ќе го прави секој училиште посебно по добивањето на средства од општина Кочани на сметката за наменски дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давањето на услугата ќе можат да се пријават и повеќе понудувачи, односно еден оператор да избере кои релации ќе ги вози. Во текот на првата половина од оваа година во Виница е регистриран намален број на свадби и крштевки во однос на последната деценија. Од друга страна, поради забрзаното старење на населението, зголемен е бројот на погреби. Статистички Виница има најмал процент на невработеност 2016 и првата половина на 2017, барем во последните десетина години, но статистиката алармира и потврдува и најмал процент на венчавки и крштевки во последната деценија. Со поголема загриженост кај свештените лица за рапидното намалување на свадби во летово, за првите 7 месеци само во Виница во храмот Свети Архангел Михаел за повеќе од 50% е намален бројот на црковни бракови. Лани биле 27, сега се само 12 венчавки.
Оптимизам дава бројката од најавените свадби кои се закажани пред стартот на богородичните пости, почнувајќи од 1 до 13 август, од понеделник до недела се најавени 13 свадби, што е минимум за трите најголеми угостителски капацитети во Виница, кои најмногу го учествуваат лошиот фидбек. Помалку венчавки, нешто повеќе крштевки. Заклучно со јули се крстени 45 дечиња, од кои 8 се родени во странство. Од оние кои биле крстени овде во истиот период, лани имало 54, односно за 11 повеќе, или за цела година вкупно 109 крштевки во храмот во Виница. Гледано наназад во 2015-та, цела година биле крстени 145 деца, а вкупно 62 свадби. Инаку во 2017 година во храмот биле поднесени само 2 молби за црковен развод. Податоците за умирачките во градот укажуваат и на зголемување на бројот на погреби. Само до јули на градските гробишта во Виница има 59 погреби, лани цела година биле 93, а предминатата година 88. И општина Виница годинава ја спроведува редовната акција за третирање против комарците. По реализираното прво се најавува второто авионско прскање за оваа сезона, со кое ќе се опфатат 1000 хектари. Општината Виница ја продолжува акцијата за уништување на комарците. Од локалната самоуправа испратија писмено известување до граѓаните дека в четврток 27 јули во раните утрински часови ќе се спроведе второто авионско прскање за оваа сезона. Всушност, третманот ќе биде координиран со општина Кочани, на чија територија ќе се прска во истиот термин. Со тоа ќе се комплетира првиот дел од акцијата, додека вториот е планиран за во август. Се предвидува со ова авионско прскање да се опфати вкупна површина од 1000 хектари, што е за 30% помалку од лани. При тоа, освен на дел од населените места, ќе биде опфатено и земјоделско земјиште, првенствено ниви засејани со ориз. За целата кампања за борба против комарците од буџетот на општина Виница за годинава се издвоени околу 630.000 денари, што исто така е за 1/3 помалку од лани. И за ова авионско прскање, како и во изминатите години, ќе се користи широкопојасен инсектицид за третирање комарци, што е одобрен од Бирото за лекови. Од општината апелираат до пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелните семејства. Доколку временските услови не се поволни, прскањето ќе се изврши првиот нареден ден по нивното подобрување. Следува информацијата од спортот. 9-годишната Јована Давидкова, членка на шаховскиот клуб Кочани, викендов ќе учествува на меѓународен турнир во Грција. Во силна конкуренција на 50 учесници од повеќе европски земји, се очекува таа да го потврди својот талент и да се врати со признание. Одличните успеси што ги постигна 9-годишната Јована Давидкова на државните првенства во шах, каде редовно го освојува првото место, ќе бидат неиспити и викендов. Најмладата членка на шаховскиот клуб Кочани од петок до недела ќе учествува на голем меѓународен шаховски турнир во Грција. Во просториите на клубот таа секојдневно се подготвува за престојните надпревари, а заедно со менторот Тодор Милосиев ги уигруваат варијантите што треба да ја донесат успех. Скромната Давидкова, која од наесен ќе тргне во четврто одделение, вели дека се чувствува подготвена за турнирот. Ќе учествувам во меѓународниот турнир во Грција на С категорија. Ќе се надевам дека ќе постигнам успех. На турнирот што ќе се одржи во грчкиот град Кавала, шахистите ќе се надпреваруваат во 3 возрастни категории, од сениорска до младинска, а освен Давидкова во нејзината категорија, од Македонија ќе патува уште еден представник од Неготино. На државните првенства и на турнирите во Македонија, на кои досега учествуваше таа, редовно се враќа со признание и награди. Во наунерски борче учествувано и таму бев прва од девојчињата. Имам во Ласкер и таму освоив диплома. Имам во Струга на државното правенство
Предходната година имам освоено прво место, а оваа година имам освоено второ место. Имам во Јакија Кемал, исто така и таму имам освоено прво место. Сакам да играм шах додека да го завршам факултетот. Желба на младата кочанска шахистка е да стане стоматолог и вели дека ќе се потруди тој сон да и се исполни. Секако од шахот нема да се откаже и тој ќе и остане втора животна определба. Вели дека е свесна од и има уште многу тајни што треба да се откријат во играта на црно-белите полиња, но покрај добрите противници и ментори се надева дека брзо ќе ги дознае. Поради тоа, на турнирот во Грција очекуваме добри партии и враќање со медал и признание. Ова беше се што ви подготвивме за денес. Информациите можете да ги најдете и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.